Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам благослов Божи. Навистина мене ми е мило и радост ми е што можеме ова вечер повторно да бидеме тука заедно и се разбира да ја слушаме емисијата Гласот на вистината која што се емитува еднаш неделно. Почитувани слушатели, зборуваме како што нагласив и минатите емисии. Зборуваме конкретно од самото свето писмо. Всушност, ние се храниме и пиеме од изворот, а тоа е Божјото Слово, кој има авторитет, кој во него содржи, се разбира, живот. Само сакам да нагласам кога зборуваме за Библијата, кога зборуваме за противречностите, дека постојат се уште такви луѓе кои зборуваа против Библијата, кои зборуваа против Светото Писмо. Само една работа сакам да рачистиме заедно. Внимавајте да не бидеме дел од инструкциите кои ѓаволот ни ги нуди. Затоа што ѓаволот е тој кој ни ги сервира работите, меѓутоа ние можеме да бидеме тие кои што ќе ги извршуваме сите тие нешта. Затоа треба да внимаваме од сите тие работи. Да се клониме затоа што Библијата не предупредува. И всушност една од неговите механизми и тактики е тоа да не се чита Светото Писмо. Едноставно, кога ќе почнеме да го читаме Светото Писмо, да ни вметни во нашиот ум, во нашето срце, дека Библијата е полна со против речности. Но кога ќе почнеме да го читаме Светото Писмо, оно што сакам да ви препорачам е тоа да почнете со искрено и чисто срце. Барајќи го Господ во молитва да ви открие работи кои вас ви се потребни, се разбира преку Божјото Слово. Ке читаме или ке зборуваме дали во Библијата постојат против речности. Еве ќе отвориме заедно во првото послание на Јован Богослов. Внимавајте, зборуваме за Јован Богослов. Јован Богослов е ученикот или апостолот на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Мораме да правиме разлика. Кога редовно ќе го читаме писмото, ќе ја направиме таа разлика. А тоа е дека Јован Крстител и Јован Богослов се два различни личности. Затоа е многу битно да знаеме од каде читаме и со која личност се соочуваме. Почитувани слушатели, зборуваме за Јован Богослов, како што реков, ученикот на Исуса Христа, кој има напишено едно Евангелие, 3 посланија и едно откровение кое Бог му го дава во островот Патмос. Откровението кое зборува за последните времена, всушност она што треба да стане наскоро. Откровение кое зборува за иднината. Но некогаш ќе зборуваме за сите овие нешта. Всушност ќе зборуваме за ескатологијата, ако даде Господ, да бидеме, се разбира, до тогаш здрави и живи. Но сега ќе се позанимаваме со посланието на Јован Богослов. Ќе земеме од првата глава, значи првото послание на Јован Богослов, првата глава, ќе читаме од 8 до 10. И еве што ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме себе си и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако пак речеме дека не сме сгрешеле, него го правиме лажец и Словото негово не е во нас. Амин. Може ли еден вернен или наново роден христијанин да не греши? Значи, моето следно прашање по овие стихови е ова. Дали може еден верник или наново роден христијанин да не греши?
Првиот текст не учи дека Божите деца се грешници, а вториот пак дека не се. Кој од овие два стиха е во право? Затоа, внимателно прочитајте ги. Како треба ово да го разбериме? Дали овие два стиха си противречат еден на друг? Овие прашања заслужуваат многу сериозно и внимателно да се прочитаат и внимателен одговор да добијат. Затоа што токму ваквите или слични работи ги спречуваат луѓето да не ја читаат Библијата. Секако, малку ја претеруваат кога велат дека Библијата е преполна со противречности. Затоа, внимавајте. Кога ја читате Библијата, треба внимателно да ја читате. Како што кажав, кога ќе земите да ја читате, треба да ја читате со искрено срце. Знаете, ако почнете со таа намера, со еден таков мотив, да и најдете противречности, да и најдете мана, сигурно дека тоа ќе го направите. Сигурно е дека ќе најдете нешто. Но меѓутоа, не затоа што Библијата има противречности, затоа што таквите нешта во вашето срце сте дозволеле ѓаволот да ви ги сервира едноставно. Во текстот кој што го читаме стои напишено: секој што е роден од Бога, грев не прави, зашто семето негово пребива во него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Содржината на овој текст вели дека верникот во некои работи не може да греши. Пораката меѓутоа е дека вистинскиот христијанин не греши намерно и не останува во гревот. Во грчкиот јазик, временски облик, овде не вели дека христијанинот воопшто не може да се сопне, однесно да погреши, туку дека тој никако не останува во гревот. Тој му е тук и не сака да живее со него. Затоа што е Божјо семе и тоа е Исус Христос живее во него. Ако Христос не го подигнал или не го поднесува гревот, некој рекол дека Бог го љуби грешникот, а го мрази гревот. Кога првородениот христијанин ќе сгреши, тој се чувствува потоа како риба на суво. Не е повеќе во својот елемент, едва чека да се помири со Бог, за да се врати во вода и радосно да заплива. Вистинскиот верник трпеливо чека да побара прошка од Бога. Грешниот живот не може да стане негов обичај или трајна состојба, некој рекол. Вистинскиот верник не може да греши, а сила за тоа му дава Бог. Но ова не значи дека никогаш нема да падне во некој грев. Во таков случај, тој ќе постапи со вера и ќе се одржи до Божите ветувања. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Сега можеме да видиме дека овие два текста воопшто не си противречат еден на друг, туку дека се надополнуваат еден со друг. Многу луѓе или малку или воопшто не ја познаваат Библијата, а сепак остро ја критикуваат. Затоа треба да бидеме внимателни од сето тоа, дека Библијата или во Библијата не постојат противречности. Затоа е многу важно да ја читаме, да ја познаваме Библијата. И така ќе можеме да видиме колку е таа сложена, дека сите текстови се инспирирани од Духот Свети и дека нема нешто што има како противречности. Затоа мојата порака ова вечер е до сите слушатели да земат да ја читаат Библијата. Ако нешто не им е јасно, да се помолат, да побараат помош од Господа и тој навистина ќе им открие преку Духот Свети, затоа што волјата Божја е Бог сам да им открие. Кога ќе го читаме Словото Господово, Бог сам ќе ни се открие, ќе ни го образложи нештото за кој нам не ни е јасно. Затоа овие текстови, поточно овие два стиха ги зедов намерно,
Но ако добро не ја познаваме Библијата, сигурно дека ќе не стават во размислување, дека едниот текст вели дека не смееме да грешиме, а другиот вели дека грешиме. Но видовме што е многу битно и што е многу важно. Дека грчкиот јазик, поточно оригиналниот јазик, како е напишана Библијата, понекогаш зборува за една сосема друга различна работа. Меѓутоа, исто така е многу важно до самите преведувачи, до оние кои преведуваат Библијата. Кога зборуваме за преводите на Библијата, колку или на колку јазици е преведена Библијата, ние ќе зборуваме некои од наредните емисии кои доаѓаат сега. За постанокот на Библијата, колку години било потребно да се напише едноставно Библијата, на кој јазик требало да се напише, колку луѓе биле потребни и така натаму и така натаму. Но за тоа отом потом, што би рекле. Затоа Господ нека биде со вас ова вечер, Бог нека ве благослови и се разбира се слушаме наредната недела со емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер, Господ со вас, почитувани слушатели. Чао!